Добар ден, драги пријатели. Во вистинско време сте на фреквенција на Телма. Стартуваме уште една нова црвена линија. Ова е периодот кога стартуваме нова програма и денеска сме тука, се разбира, да ги слушнеме вашите размислувања на темите кои што ги поставуваме на репертоарот од црвена линија. Денеска сум заедно со вас, стандардно до 17 часот и 30 минути, заеднички да обработиме дел од темите. А меѓу нив се: секојдневно се зголемува бројот на заразени со COVID-19. Дали максимално ги почитувате, пријатели, препораките кои што се од владата и од Министерството за здравство? Подготвени ли сте за полициски част за цел викенд? Ова се прашањата на кои денеска ќе зборуваме и ве очекувам да ни се јавите на 30 76 677. Но за почеток би сакал да ја вклучиме, доколку ја имаме на линија, доктор Камилија Бушлетич, специјалист по пулмологија од клиничката болница Аџибадем Систина. Па, доктор Камилија, доколку се слушаме, ви посакувам добар ден. Добар ден за вас. На линија сум да слушам. Супер. Денеска еве со вас ќе зборуваме за тоа што се случува во организмот при напад од коронавирус. Меѓутоа, пред да ми одговорите на ова прашање, би сакал да слушнам едно ваше гледање или една, според вас, лична карта за COVID-19. Па, веќе толку многу се збори, мислам дека е еден од вирусите за кои што најмногу се знае меѓу популацијата. Тоа е еден вирус кој што до сега од настанот во Кина ги напаѓаше само животните и живееше кај нив. Од Кина наваму, значи вирусот почна да го напаѓа и човекот, да се шири меѓу луѓето и стана нашиот непријател, како што века медицинската јавност. Ние сме во една трета светска војна со вирусот кој што е COVID, значи 19 или потосно SARS вирусот. Доктор Бушлетич, што се случува во организмот кога ќе биде нападнат од коронавирус? Па, претежно овој вирус ги напаѓа дишните патишта и белите дробови, и за разлика од вирусите кои што се во истата група, кои што прават настинки, за кои што знаеме, и од 10 до 30% секоја година од настинките ги прават 4 вируса од истата група. Овој вирус, освен што се размножува во горните дишни патишта, како овие вируси кои што ги прават настинките, има уште една карактеристика да се размножува и во белите дробови и долните дишни патишта, како што беше пак исто вирусот од истата група кој што го правеше SARS. Така да, во зависност од тоа каде се размножува, ќе биде и симптоматологијата, и она варира од едни лесни симптоми на настинка, значи класично како секој од нас што барем еднаш до 2 пати во годината ја има, до една тешка пневмонија. Тоа се овие основни карактеристики на вирусот ако се задржува само на белите дробови. Кои граѓани со какви се хронични заболувања или состојби се почувствителни на COVID-19? Па, се уште се прават статистиките, значи затоа што нели прв пат се сретнуваме со овој вирус, па треба да почекаме кога ќе се заврши ова пандемија, точно да ги знаеме податоците. Меѓутоа, за сега, како поосетлива група се луѓето кои што имаат ропразни болести, како што е покачен крвен притисок, срцеви заболувања, карциномите. На четврто место доаѓаат и хроничните белодробни заболувања. Меѓутоа, многу често пациентите се јавуваат да ме прашаат дали и пациентите со астма се со големен ризик. Значи, морам да кажам, и ова е еден апел, да сите пациенти со хронични заболувања редовно си ја взимаат терапијата, бидејќи еве за астматичарите, ако се редовно на терапија и имаат добра контрола на болеста, тогаш ризикот да добијат COVID-19 е исто како некој кој што ја нема болеста. Значи, со редовно одржување на терапијата и една добра кондиција на пациентите, ризикот ќе биде намален. Иако статистички, значи во овој момент они се поосетливи, да кажем. Добро. Кој е според вас оној, би рекол, ајде, вистински или правилен начин за да успееме
максимално, барем што се однесува до нас индивидуално, нешто да направиме за да се заштитиме покрај сите овие мерки кои што ги имаме и од страна на Министерството за здравство и од страна на владата, ние лично како индивидуи? Па, ние лично како индивидуи треба во секој поединец кој што ќе дојде во било каков контакт од нас да гледаме како потенцијален заразен пациент, заради тоа што и ако нема симптоматологија пациентот, голем е процентот на пациентите кои што се наоѓаат во една пресимптоматична фаза или воопшто се носители на вирусот и можат да го пренесат, а немаат никакви симптоми. Значи, основно е да не се релаксираме во смисла дека ако некој нема симптоматологија не е потенцијален пренесувач на заболувањето. Значи, повторно нагласување на сите оние мерки кои што владата ги наложува и општо и Светската здравствена организација, да тоа биде изолација, да се држи дистанца, да се одржува многу е битна таа хигиена на раце, чисто перење на рацете. И да, јас присутствувам покрај ке, така одам на работа, значи не се одржава дистанцата и кога сте надвор во природа. Значи не значи дека ако сте во надвор во природа, треба да бидете во поголема група и да не одржавате дистанца најмалку од 1,5 метар. Значи ли тоа, според вас, дека треба да биде ограничено движењето и во отворените делови, во паркови, не знам, малски паркови, кеот покрај Вардар, градски парк и во останатите градови по големите површини? Па, ако не се придржуваме на оно што ни се кажува за во наш интерес и во интерес на нашите најблиски, мислам дека и тоа би требало да се направи. Затоа што ние не можеме да се споредиме со кинезите или германците или швеѓаните кои што апсолутно се придржаваат и нема потреба да им се нагласува или да тоа се спроведува со закон или да милиција ве контролира за да тоа го направите. Доволно е да се каже за да се знае дека тоа е во интерес на секого. Многу пати сме ги слушнале за тоа кои се првичните симптоми, па не би било штета да ги слушнеме и од вас за да ги споделите со јавноста. Симптомите се многу нетипични, значи бидејќи може да одат и послика на наснинка и на алетија, значи како најчест симптом е покачена температура, после може да биде малаксана, слабост, кашлица, која може да биде продуктивна, но и сува, може да се јави и болка по мускулите, но може да оди и со симптоми од стомакот, како мачнина, нагон на повраќање. Во последниве недели се збори дека оние кои што работеле со пациентите со COVID приметувале дека преди да се јава друга симптоматологија имале зацрвенети очи, а и пациентите знаеле да се жалат на изгубено чувство на вкус и на мирис. Така да, исто така, еден дел од пациентите имаат и отежното дишење, стегање во градите, чувство на една тежина. Симптомите се, бар овие со настинката, многу нетипични, поготово за овој период сега. Ми се наметнува едно, може би така, клучно прашање. Кои индивиду или кои личности, кај кои личности нема да се искомпликува, би рекол, состојбата, односно ќе останат вирусот ќе го помине со релативно блага симптоматологија. Течење на нос, велите црвенило на очите, блага температура и за некој период тоа ќе помине, а го имал вирусот во себе, а кај некој ќе се искомпликува. Точно тоа е проблемот што вирусот е непредвидлив. Во моментот ние немаме сигурни објаснувања зошто кај пациенти кои што биле, значи ако имало само овие симптоми на горни респираторни патишта и биле во лесна фаза на болеста, зошто доаѓа кај еден дел од нив до искомплицирање и нажалост и до едно попуштање на сите органи и смртен исход од болеста. Нема правило, затоа и пациентот кој што е со лесна форма на болеста треба многу да се внимава и да редовно се прати,
заради тоа што и тој е еден потенцијален кандидат за да болеста од една лесна премине во тешка форма. Значи, во моментот нема апсолутно мерила, критериуми врз основа на кои ние може да кажеме кој од пациентите ќе има лесна или кој од тие со лесна форма ќе преминат во тешка форма. Доктор Бушлетич, можно ли е одредена индивидуа да нема речи си никаква симптоматологија дека се соочува со коронавирус и одеднаш да се толку многу искомпликува состојбата и да заврши со смртен случај? Па не мислам дека тоа баш така оди преку ноќ, дека баш никакви симптоми нема. Може би се симптомите како настинка или како една лесна пневмонија која што за пациентот може и да не биде свесен, значи една фебрилност, една температура покажана и кашлица и да тоа трае неколку дена. Еве и во јавноста, не само кај нас, и низ целиот свет, имаме случаеви да пациентот и млади без пропратни болести заврши летално. Сега постојат некои објаснувања зошто тоа се случува. Испаѓа дека белите дробови се како една бариера и се додека се задржува вирусот тамо, тоа е една пневмонија која што може да биде полесна или потешка, но ако вирусот продре во крвта, тогаш има проблем бидејќи рецепторите за кои што се врзува вирусот, за да уопште може да влезе во клетките на било кој орган, ги има во сите крвни садови, во внатрешната обвивка на крвните садови, и ако вирусот ја помине белодробната бариера, тогаш доаѓа во крвта и со крвта буквално оди во сите крвни садови, се врзува за нив и со самото тоа се јавува јака воспалителна реакција која доведува до едно повеќе органско зафаќање и попуштање. И затоа може би изгледа дека сето тоа што се случува оди преку ноќ, нели, буквално до вчера здрав пациент, наредниот ден починува. Сепак има некои симптоми тој пациент, може би поблаги, несвесно ги поминува и е на нога, се додека вирусот не продре во крвта. Добро, значи ли ова дека може би она ситуација кога се оставаат оние кои што се соочени со коронавирус во домашни услови, значи ли тоа дека тие се потенцијален огромен ризик фактор за одеднаш да им се влоши здравствената состојба, доколку не се под интензивен лекарски надзор, нели? Така тоа е некако логично се наметнува. Па, значи, низ цел свет постои во моментот водење на голем дел од овие пациенти во домашни услови. Значи, тоа е со голем ризик, секако и за здравствениот работник и за пациентот. Затоа они мора да се во близок контакт, и најмалите промени кои што ги има пациентот може да се јават, за да може лекарот соодветно да превземе активности. Значи, убаво е тие модели кои што Кина ги направи со тие шелтер болници како прихватилишта, каде што затоа што кинезите сметаат дека и пациентите со лесна форма на болеста треба да бидат обсервирани, но сепак тоа во другите земји не е прифатено и зависи секако и од можностите и во капацитет да тоа се направи не само лежачки, него и во медицински капацитет. Така да исто имаме случаеви кога на пациенти кои што се во исследување, за кои што со сигурност не е потврдено дека имаат значи ковид, им е предложено да лежат, истите одбиваат и бараат дома да бидат оставени на домашно лекување. Значи, секој кој што е еден апел му биде препорачано да остане во болница и така ги молам пациентите да тоа го направат затоа што е тоа во нивен интерес. Доктор Бушлетич, тоа значи дека според вас немаме доволно капацитети за сите кои што се соочени со коронавирус да бидат под интензивна докторска грижа и нега, дали во одредени импровизирани, не знам, хали или објекти каде што ќе бидат сместени, доколку не можат сите да бидат сместени на клиниката за инфектологија или пак не знам, ете и во приватните клинички болници, или пак методот е тој да се седи во домашни услови? Сега не би рекла дека нема можности, значи можности има, затоа што голем дел од болниците се спремни за да прифатат пациенти или се спремаат. Значи тоа е стратегија која што се одлучува секоја земја. Значи ние најверојатно сме земја која што
како голем дел од европските земји сме одлучиле да тоа го правиме со контрола на пациентите во домашни услови. Но тука мора да се апелира не само на медицинскиот персонал, се апелира и код пациентите, да они мора да редовно пријавуваат се што им се случува. Значи, за да може матичниот лекар кој што ги води да точно има увид во нивната ситуација. Да. Стратегијата ја одбира земјата, така да нашата земја има одбрана стратегија да тоа го прави во домашни услови и покрај тоа сигурно ќе има некој кој што ќе се заврши како што се случува, бидејќи невозможно е пак во овие услови ние сите пациенти да ги хоспитализираме. Добро. Значи сепак ете со капацитетите малку кубуриме, што би се рекло народски. Па тоа не можам да го кажам, тоа се работи кои што значи се прават епидемиолошки проценки, колку од пациентите, колку ќе имаме заболени, колку ќе бидат со лесна форма, колку ќе се искомплицираат според сегашните сознанија, бидејќи се тоа работи кои што секојдневно се менуваат. И има некои проценки врз основа на тоа колку ќе имаме тешка форма на заболувањето, од тие тешки форми колку процентуално би биле, значи им биле потребни респиратори, така да врз основа на овие сознанија на земјите кои што веќе поминаа из, да кажам, најтешката фаза на болеста, се прават исследувања и во нашава земја и нашата влада сигурно ги одредува капацитетите и можностите со кои што ние располагаме и сигурно се спремни да превземат и повеќе од она што во моментот се прави. Да. Кој е вашето размислување во делот за тестовите, односно за тестирањето? Дали граѓаните масовно да бараат тестирања, дали не знам и одредени мали симптоми кога ќе се почувствува треба да се направи тест, па веќе реално да се знае каква е состојбата или пак што мислите? Вака се, во моментот се уште не постои идеален тест кој што ќе биде со висока сензитивност, значи кај најголем дел од пациентите ќе биде позитивен кој што реално го имаат проблем и кој што истовремено ќе биде високо специфичен само за COVID-19. Значи, било кој тест што за сега се работи, има своја сензитивност и специфичност, идеален не е, има и позитивни, и лазно негативни резултати, и лазно позитивни, меѓутоа тестовите се сегде во светот препорачани и многу е битно да имаме на располагање и брзите тестови и PCR тестовите. Брзите тестови се оние кои што даваат можност, ако има позитивност во антителата, и ќе М позитивност, значи дека значи пациентот бил експониран на вирусот, но не значи дека е инфициран. Ако имате позитивен тест, значи брз на IgM антитела, тогаш обавезно се прави и PCR тест да се докаже дали во моментот вие имате и вирус во вас, дали сте инфициран. А присуството на IgG антителата на брзите тестови значи дека имате некаков имунитет кон коронавирусот. Затоа е многу битно и ние како институција, како и Систина, ги набавивме и двата теста, да кога се прави пошироко испитување на пациентите кои што имаат симптоматологија, а и оние кои што немаат, а сакаат да се проверат, бидејќи овој вирус околу 6% се смета дека населението имаат дојдено во контакт, а се без симптоми, да можеме да истовремено ги направиме и PCR тестовите, за да може да изолираме кои од овие пациенти истовремено се инфицирани. Значи, обавезно тоа се препорачува како брзиот тест, за да видиме реално колкав дел и од населението веќе било во контакт со самиот вирус и колкав дел од населението веќе има антитела, за да може да биде и прв ред, да кажам, на оние кои што треба да се борат со вирусот. И како оди, доктор Бушлетич, целокупната процедура? Еве се тестираме, излегува индивидуата дека е позитивна на COVID-19 и што се прави понатаму? Зависно од неговата состојба? Прво, што правите? Значи, тоа мора да го разграничиме, доста нејасни работи, вака пациентите што доаѓаат да не им е јасно каде што треба да направат.
Ако пациентот е исплашен или значи сака да направи тест за да види дали имал контакт со некого и дали има па и антитела, тогаш треба да го направи брзиот тест. Значи тој се прави со помош на крв и во многу краток временски период добивате резултат. Резултатот може да биде негативен. Ако е резултатот негативен, тоа не исклучува дека вие не сте била во контакт со некого кој што е носител на самиот вирус, бидејќи зависи и во колкав временски период од вашиот остварен контакт сте го направиле тест. Ако сте имале контакт во краток временски период од 3-4 дена, секако дека вашиот организам немал можност да создаде антитела за да истите бидат детектирани со самиот брз тест. Се смета дека ако веќе се биле во контакт и затоа поминале 12 на дена, дека веќе првите антитела што се создаваат, тоа се IgM антителата, ќе треба да бидат позитивни во вашата крв. Ако вашиот организам веќе стекнал одбрана и се создале IgG антитела, тоа би било веќе од втората недела на остварениот контакт ваш со некој кој што бил инфициран. Ако IgM антителата се позитивни, тоа значи дека вие сте биле во контакт, сте биле експонирани со некој кој што е носител на вирусот, тогаш за да се види дали вие ја имате болеста и може да пренесете и на друг, што е многу битно, а битно е и за вас за да се знае дали треба да се изолирате, дали треба да влезете во групата на пациенти кои што ќе бидат понатаму под медицински надзор, па макар и во домашни услови, тогаш обавезно се прави и PCR тестот кој што го покажува директно присуството на вирусот во вашиот организам. Затоа и ние имавме двата теста во нашата институција да се работат, за да точно може да ако дојде брзиот тест позитивен, да се направи и брза детекција на вирусот, за да тие луѓе им се помогне, а исто така и на оние кои што се околу нив, кои што не знаат дека некој со кого живеат имаат вирусот. Да. Ако на почетокот тезите беа дека најмногу ризични се повозрастните за коронавирус, некако во последно време, според информациите кои што ги добиваме и за заболени, но за жал и за починати, се гледа дека COVID-19 е безмилосен за сите. Ризикот е секако поголем со возраста. Нормално, заради тоа што како старееме ни опаѓа одбрамбената снага на организмот. Но од самиот вирус не е постраден никој. Значи, постои ризик и на секоја возраст. Нормално со годините тој ризик е поголем, не само заради опаднатиот имунитет, туку и заради тоа што како старееме, бројот на пропретни заболувања се зголемува, а со секое пропретно заболување се намалува повеќе и одбрамбената снага на организмот. Иначе, овој вирус е многу посебен, не само што не знаеме, затоа што прв пат се сретнуваме со него, туку има и многу работи кои што се посебни, како например да најголемата симптоматологија, значи проблеми кои пациентот ги има, се јавуваат точно во моментот кога нашиот имунолошки систем го уништува вирусот. Така да има многу работи кои што остануваат уште отворени и затоа секој од нас треба да биде многу внимателен и да се придржува на сите работи кои што ни се кажуваат за самоизолација, за хигиена, затоа што стварно ние се уште не сме свесни со кого точно имаме работа. На 10 дена до 2 недели се менуваат ставовите кои што ние ги добиваме и од стручната литература. Значи, секој ден се научи нешто ново и затоа треба со големо внимание секој од нас да пристапи во борбата против овој вирус. Да, во кој случај, пред да се поздравиме, во кој случај коронавирусот може сериозно да ги нападне и останатите органи, а во кој случај останува во на поблага форма или пак сето тоа е индивидуално? Одговорот на ова прашање немам. За сега, значи, останува дека секој е потенцијален
изда лесна форма, меѓутоа и тој што има лесна форма на болеста е со потенцијален ризик да добие тешка форма. Затоа многу сериозно да сватиме сите дека овој вирус е голема опасност за секого од нас. Доктор Бушлетич, ви благодарам за вашето вклучување денеска во Црвена линија и за тоа што го кажавте и вашето мислење, но и пред се советите кои што ги упативте. Благодарам и на вас. До слушање во некоја следна прилика, тоа беше доктор Камилија Бушлетич, специјалист пулмолог од клиничката болница Аџи Бадем Систина.